tabelата? Денеска во име на подносителот на листа Единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна само Македонија поднесуваме едно барање и еден приговор до Државната изборна комисија поради тешки повреди во изборниот процес. Имено нашето барање е во насока да побареме увид во неважечките ливчиња, бидејќи до денеска нашиот тим во коалицијата кој што ги сумираше сите тие податоци дојдовме до фрапантна бројка дека дури 24.066 неважечки гласачки ливчиња се однесуваат на коалицијата Единствена Македонија, Никогаш Северна само Македонија. Од тие причини согласно членот 22 од изборниот законник побаравме да извршиме увид во неважечките избирачки ливчиња и очекуваме во текот на денот од страна на Државната изборна комисија да ни биде тоа дозволено, ќе повикаме јавноста во присуство на медиуми да ги броиме неважечките ливчиња, бидејќи тоа е фрапантна бројка. А земајќи предвид дека се уште не е кажан дефинитивниот број на вкупниот број неважечки ливчиња, се сомневаме дека таа бројка од 24.066 дури можеби е поголема. Исто така поднесуваме и еден приговор за повреда на избирачкото право на нас како подносители на листа, бидејќи познато е во јавноста, ние ги поднесовме листите со назив Никогаш Северна само Македонија. И до самиот изборен ден Државната изборна комисија јавноста ја известуваше дека ние настапуваме под тој назив. Меѓутоа за нас непознати причини пред самото гласање отстранете нашиот назив од изборната листа и на денот на гласањето на гласачкото ливче само ние од 15 учесници на изборите настапавме како безимен субјект, без нашиот назив Никогаш Северна само Македонија. Тоа сега не ни е познато. Јас се Баљево имав неофицијален разговор со представникот Државната изборна комисија, таму беше кажано дека тоа е направено по ургенција на грчката амбасада во Скопје до владата на Република Македонија да се отстрани тој назив Никогаш Северна само Македонија. Меѓутоа сега ќе видиме, ние го поднесуваме приговорот, ќе чекаме одговор од страна на ДИК. Иначе да напоменам дека согласно изборниот законник подносителите на листите имаат единствено и исклучиво право сами да се го определат називот на листата на која ќе настапат на изборите. Нашите листи беа примени како единствена, како Никогаш Северна само Македонија, меѓутоа како што кажав, направена е забуна, тешка измама на гласачкото ливче, бидејќи гласачите биле збунети, ние таму бевме отстранети нашиот назив на гласачкото ливче и затоа сега ова е тешка повреда согласно член 178 од изборниот законник. Ќе почекаме одговорот на ДИК. Меѓутоа она што е битно да го спомнам дека ДИК знаат или би требало да знаат дека тие треба да одлучуваат според изборниот законник, а не според директиви на странски амбасади во Скопје и на владата на Република Македонија. Од тука значи сега нарушено е нашето избирачко право. Во процесот ние во целата 20-дневна кампања ја водевме како Никогаш Северна само Македонија, избирачи не препознаваат под тој назив, меѓутоа како што кажав, од за жал непознати причини во последен момент овој назив се тргал покрај редниот број кој што го имавме ние на избирачкото ливче и фактички ние настапивме како безимен субјект, што е створена тешка забуна меѓу избирачите. Благодарам.